Притисокот кој видливо беше создаден за што побрзо прибирање на непотребните потписи рефлектира со моментално слепило причинот на парафирање. Освестувањето предизвикува сериозна доза на анксиозност. Што треба да кажам? Да, не може да биде председателски избори за Пендаровски. Па добро, веќе готова се што Не, тоа не, ништо не доаѓа у обзир. Што? Напишано кај Силјановска се говори. А што некои не гледаат саглам поради политика, ама нејасно е како тие на кои што тоа име работа можат да спијат на уши. Хипократ сигурно се превртува во гробот, гледајќи што се случува со неговиот етички кодекс. Пред неколку недели нашите оператори добија повик при што лице со тивок глас, тешко разбирлив, кажа дека е паднато на земја и 2 часа повикува помош и никој не доаѓа. Нашите оператори го прашуваат: "А каде сте вие?" Во болницата во Велес. Белите мантели уште еднаш и подклекнаа на хуманоста, како што црните кошули потпаѓаат под влијание на модата. Децата на транзицијата се незадоволни од елитизмот, кој длабоко продира и го нагризува пролетаријатот. Почна да се упикуваат луѓе, брат, со 3000 евра гардероба и 5000 евра саат, брат. Дојде директива од Мери Георгиевска, сите вака да сте биле облечени така. Тоа беше смешно. Смешки живи, брат. И само ја бев у овие панталони од JNA, имам 77 од Тетекс, едно такво. И сега промената е тука, ме разбираш, сега беа мирисаше на некој парфеми скупи што ја не се разбирам, прв пат ги мирисам, ме разбираш, не ми е тоа левица. Разочарани како левичарите, ама не само поради непријатната арома се и крајно десничарите. Неуспехот да го истуркаат македонскиот Несторовиќ не предизвикува револт, туку толку депримирачки влие, што не го гледаат излезот од состојбата во која се нашле. Значи, македонскиот народ, македонците, ние небањатите, најпросто бе, небањатите македонци, ние немаме кандидат. Старите Скопјани од Куманово не се соочуваат со таква мака. Немаат проблем со документите, ама имаат со изборот, па изгледа решиле да им го препуштат на други. Јас пред 2 години сменив лична карта дори. Навистина, си уште беше Кумановец. Да. Аха. И секогаш идев таму во Куманово да вадам документи, да гласам. Да. Оваа година прв пат Ке гласам во Скопје. нема да гласам во Скопје. И на крајот, кога улогата на бивш не баш јак политичар, ама транзицијски силен бизнисмен и современ филантроп, обезбедува неприкосновена комоција при јавни настапи. Јовара, оваа прашање е многу осетливо и мора малку вода се напијам, затоа што е емотивно се врзувам. Вие не може да ми кажете на што прво, на второ да одговорам. Јас ќе си одговорам на кое прашање сакам. Која е замислата на интервјуата, ако тие служат само за фалење на гостите? Ама изгледа дека тоа се одговори кои навистина не заслужуваат прашање.